Унгарскиот премиер Виктор Орбан е гласен критичар на политиките на Европската Унија. Орбан го одложи членството на Шведска во НАТО, стави вето на помошта за Киев и откако го презреде ротирачкото председателство со ЕУ во јули, покрена неовластена мировна иницијатива за руската војна во Украина. На новиот повик на Орбан за прекин на огнот во Украина предизвика брз одговор од председателот на Европската комисија. The world has witnessed the atrocities of Russia's war. Светот е сведок на злосторствата на руската војна, а сепак се уште има некои кои за оваа војна го обвинуваат не напаѓачот, туку нападнатиот. Урсула фон дер Лајен ја критикуваше Унгарија за блокирање на помошта за Украина, за незините блиски врски со Кина и за незиното континуирано подпирање на руската енергија. Во канцеларијата на унгарското председателство со ЕУ во Будимпешта, портпаролот Злотан Ковач ја нарече политиката на Брисел кон Унгарија лицемерна и политички мотивирана. Политичкиот елемент е очигледен. Ова не е левичарска либерална влада. Ние сме многу отворени конзервативци со различни размислувања, со различна политичка програма. Ковач рече дека со критикување на актуелната влада, ЕУ ја подкопува и волјата на унгарскиот народ. Во меѓувреме извештајот на Transparency International ја обвинува унгарската влада дека ја нагризува демократијата додека има корист од фондовите на ЕУ и ги збогатува своите сојузници преку широко распространета корупција. Злотан Тар, унгарски пратеник во Европскиот парламент од опозицијската партија Почет и Слобода, вели дека активностите на владата на Орбан ја прават ЕУ послаба. For example, the close cooperation with Russia. Например, блиската соработка со Русија, соработката со Кина, начинот на кој се работи не помага. Тоа создава безбедносен ризик. Тој вели дека како членка на ЕУ и НАТО, Унгарија мора да се придружува до нивните правила. That was our choice. Тоа беше наш избор, а тоа би значело дека и ние ги следиме правилата, бидејќи не ги користиме само придобивките од ова членство. Значи за нас ова е многу важно да бидеме верен и искрен партнер. Во текот на изминатата година, унгарската опозиција постигна значителни придобивки. Со рекордно висока излезеност на овогодинешните избори, партијата Почет и Слобода обезбеди 30% од унгарските места во парламентот на ЕУ, веднаш зад партијата Фидес на Орбан. Постои огромна желба за промена, а исто така и многу незадоволство и гнев во однос на владата. Тој и другите посочуваат дека за 14 години колку што е Орбан на функцијата, Унгарија станала втора најсиромашна земја во Европската Унгарија, по Бугарија. Се работи и за самите материјални потреби на луѓето кои бараат промена, надевајќи се на подобар живот во екзистенцијална смисла. Лидерите на ЕУ и опозицијата ќе имаат уште една можност да изразат загриженост за иднината на Унгарија следниот месец, кога унгарскиот премиер ќе биде домаќин на самитот во Будимпешта.